Замислете ја 2025 година. Трајниот прекин на огнот во Газа се уште може да биде недостапен. Во Украина се уште врие, додека Кина продолжува да биде закана. Без разлика дали Џо Бајден или Доналд Трамп ќе ја добијат претседателската функција, овие предизвици ќе останат. Втората надворешна политика на Бајден ќе се заснова на истите принципи како и глобалното лидерство и мултилатерализмот. Сад ќе се надпреваруваат енергично, ќе бидат лидери со нашите вредности и нашата сила. Ќе се залагаме за нашите сојузници и пријатели. Дополнително ќе се фокусира и на областа во која администрацијата верува дека треба да се подобри. Голема иницијатива со Конгресот насочена кон вистинско исполнување на ветувањето за отклучување ресурси за светот во развој. Тоа значи повеќе американски инвестиции за програми за олеснување на долгот, реформи на мултилатералните развојни банки и разни инфраструктурни проекти ширум светот. Целта е да се повлечат иницијативите за глобален развој на Кина со поддршка на различни проекти за коридори низ светот, како што е коридорот Лобито што ги поврзува Замбија, Демократската република Конго и Ангола. Ние не само што можеме да изградиме транспортен капацитет за да помогнеме да се осигуриме дека ги имаме влијанијата за нашиот синџир на снабдување со чиста енергија, туку и да го отклучиме огромниот земјоделски потенцијал на Африка, со изнесување стоки на пазарот, а исто така и да ја отклучиме дигиталната трансформација низ таа област. Ако Трамп победи, нема да има толку многу фокус на меѓународниот развој. Направете Америка побогата и побезбедна, посилна, погорда, поубава од било кога досега. Мислам дека имаме последна шанса за тоа. Иако фразата на Трамп е Америка на прво место, тоа не значи дека неговата надворешна политика не е во фокусот. Mercantilist, sure. Transactionalist, yes. Припадник на меркантилизмот секако. Трансакционер, да. Но мислам дека најинтересниот дел од неговата надворешна политика е степенот до кој неговата визија за алатките на моќта на САД се користи на поинаков начин. Непоколеблива поддршка за Израел, условна помош за Украина и силно рибалство со Кина. Ова се надворешно-политичките принципи предложени за втор мандат од страна на think tank организацијата America First Policy Institute, поврзана со Трамп. Тоа се три области со кои ќе треба да се справи секоја идна администрација на Америка и ќе мора да го стави на тест тој принцип мир преку сила. Иако не знаеме кој ќе победи во ноември, знаеме дека надворешната политика нема да биде одлучувачки фактор. Анкетите покажуваат дека повеќето американци се повеќе загрижени за инфлацијата, економијата, имиграцијата и криминалот, отколку за американските ангажмани во странство.